Започнуваме со дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Пред се накратко погледнете дел од главните настани на денот. Денес и утре Истокот реализира активности во проектот Вода за живот. Со швајцарски пари ќе се поправи квалитетот на водите во Брегалничкиот слив. Гастрономска манифестација Бабина баница в недела ќе има во манастирскиот комплекс Селенец во село Цера, општина Македонска Каменица. Од утре до петок Штип ќе живее со Макфест. На 30-тото издание ќе се изведуваат 30 песни, а наградниот фонд е 30.000 евра. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски денес беше во посета на првата секција од автопатот Миладиновци-Штип, каде истакна дека на вкупно 230 км патна инфраструктура низ државата, од кои 130 км се автопатишта, работат 1200 лица, а конкретно на автопатот Миладиновци-Штип, каде се пробиени 80% од трасата, работат преку 500 градежни работници. Се работи на сите 7 надврзници, а исто толку и клучки се работат во моментот. Завршени се сите потпорни зидови. Се очекува изградбата да заврши во предвидениот рок. Имено ова е најголемата градежна експанзија која ја доживува Македонија. Пред неколку месеци најавив дека во Македонија ќе се случи градежна експанзија. Тоа денеска може да го констатираме. Преку 500 градежни работници денеска има токму на оваа траса на Миладиновци-Штип. Моментално работиме на преку 230 км патна инфраструктура. Од таа патна инфраструктура 130 км се само автопатишта. Ова е инвестициски бум што го доживува Република Македонија. Моментално на Кичево Охрид има преку 1000 градежни работници. На Демиркапија Смоквица има преку 700 градежни работници. Паралелно работиме на Велес Катланово, Велес Кадрифаково, на 46 локални правци и така натака. Како ќе се зголемува динамиката, така ќе се зголемуваат и градежните работници, така ќе се зголемува механизацијата и очекувам дека следните месеци ќе биде трасата уште пробиена и ќе можеме да се пофалиме дека ја градиме иднината на Република Македонија. Ова е инвестициски бум, ова владата го пружа за сите граѓани, независно од која партија се, од која вера и така натака. Ова се проекти што ВМРО ДПМН и владата на Република Македонија ги вети во својата програма и продолжуваме со полн капацитет да ги спроведуваме. Моментално се пробиени 80% од трасата. Динамиката е запазена. Имавме доста проблеми со врнежите и снеговите, но моментално добро се одвиваат градежните активности и очекувам во летниот период уште да се зголемува динамиката. Моментално нема многу големи проблеми, но се случуваат оние проблеми што се тековни, градежни и така натака, но во ги решаваме. Одлично за сега се одвиваат работите и ќе продолжиме со тој континуитет. 15 општини од сливот на река Брегалница се вклучени во проектот Вода за живот, проект финансиран од швајцарската влада за подобрување на состојбата со скапоцените водни ресурси на Брегалничкиот регион. Во неколку општини имаше акции за чистење на речното корито, а централниот настан е утре во Виница. Екстерното тестирање не ги попречи учениците денес да земаат учество во екоакцијата како прва од неколкуте активности во рамките на настанот Вода за живот, кој е дел од проектот за управување со речниот слив на река Брегалница. Денес општина Виница заедно во соработка со јавното претпријатие Солидарност Виница избравме локацијата кај место викано Дива Топола. Бидејќи во градот Виница пред се ние немаме многу диви депонии, ова е еден вид мини дива депонија, немаме многу големи количини на отпад, така да дојдовме овде на лице место со децата од училиштата Славчо Стоименски и Гоце Делчев и децата извршија чистење на дивата депонија. За утре се планира друг настан на градскиот плоштад во Виница, ќе има анализа на вода за пиење, кој што ќе вршат нашите вработени во ЈП Солидарност, кои што работат во филтер станицата. Граѓаните на градот и на општина Виница ќе донесуваат вода за пиење од бунари и од помпи. Значи вода која што не е контролирана од страна на овластен субјект.
Целиот настан треба да биде и своевиден надпревар меѓу општините и училиштата со цел да се разбуди свеста на децата и на сите други за важноста од одржување на чистотата на водотеците. Најдобрите училишта, тоест оние кои ќе соберат најмногу отпад, ќе добијат и награди. Вториот дел од активностите ќе се случуваат утре на плоштадот во Виница. Во 11 часот ќе бидат доделени наградите за најдобрите фотографии и цртежи што пристигнале на конкурсот на тема Вода за живот, а потоа на истата локација се планирани игри, цртање и изработка на макети од текот на Брегалница и други содржини за најмладите. Покрај овие активности планирани се неколку стручни предавања кои ќе бидат одржани од страна на експерти од Земјоделскиот институт и кои ќе се однесуваат на добри земјоделски практики и наводнување. Стручните предавања за водата и низината примена во земјоделството ќе се одржат во просториите на општина Виница со почеток од 12:30. Со проектот се опфатени сите 15 општини од сливота. Целта на активностите е да се подигне јавната свест за големото значење што водата го има за нашите животи. Денеска во рамките на проектот се организираше настан под слоганот Вода за живот, на кој учествуваа учениците од основните и средните училишта кои го чистеа речниот слив на Кочанска река. Ние почнуваме со дводневен настан под логото Вода за живот, кој го спроведуваме во сите 15 општини во регионот, со тоа што во 12 општини од целиот регион се спроведува, на 2 јуни се спроведува акцијата која што моментално сме присутни како и во Кочани, а додека на 3 јуни се спроведува широк настан со повеќе содржини меѓу во Виница, значи со почеток во 11 часот, на кој што ќе имаме различни содржини за сите возрастни групи. Во акцијата ќе се вклучат и учениците од општина Зрновци и Виница. Утре со почеток во 11 часот на плоштадот во општина Виница ќе се спроведе втората активност. Ќе бидат доделени награди за најдобри фотографии и цртежи кои пристигнале на тема Вода за живот. А потоа на истата локација се организирани игри, цртање и изработка на макети од сливот на Брегалница. За повозрастните граѓани се организира испитување на квалитетот на водата во Виничкиот регион. И општината Делчево се вклучи во еколошката акција под слоганот Вода за живот. Имено ваква акција се случува во источните општини покрај течењето на реката Брегалница, а со цел подигање на еколошката свест поврзана со значењето на водата. Денес во акцијата успешно се вклучија учениците од двете општински основни училишта од Делчево, но еколошката акција беше поддржана и од јавното комунално претпријатие Брегалница. Проектот за управување со речниот слив на реката Брегалница денес проведува акција во источниот регион до оштетењето на реката Брегалница, акција под слоганот Вода за живот, за подигање на свеста кај граѓаните, пред сека и најмладите, за тоа да знаат од какво значење е водата, а посебно чистотата на животната средина околу водата, која што секојдневно ја користиме како вода за пиење, како вода за наводнување и за други потреби. И беше поминат и чистен теренот од гумената брана до регулираниот дел на кејот до спортско-рекреативниот центар во градот. Се вклучивме како општина, значи во рамките на проектот финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка, поточно од швајцарската влада, а имплементиран од Министерството за животна средина и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија. Ова активност се реализира во рамки на проектот за управување со речниот слив на реката Брегалница, проект финансиран од швајцарската влада, а имплементиран од Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Овакви акции покрај проектните активности општина Делчево планира да продолжи во иднина најмалку 2 пати годишно. Истата цел е значи на општината да се подига свеста кај граѓаните, пред сека и најмладите, за зачувување на животната средина. Главниот настан во источниот регион под слоганот Вода за живот утре ќе се одржи во Виница. Настан на кој покрај едукативните предавања за значењето на водата ќе биде доделена и наградата за онаа општина која што во изминатиот период во рамки на акциите имаше најмногу собран отпад. Денес основците и средношколците го полагаа првиот екстерен испит. Во источниот регион тестирањето помина во ред. Со следниот прилог одиме во крајниот исток, во Делчево, Македонска Каменица, Пехчево и Бирово, каде 380 средношколци и 872 основци го полагаа екстерниот испит. Според наблюдувачите и директорите на училиштата, тестирањето помина во најдобар ред. Во 4 општини од крајниот исток денес на првиот ден од екстерното тестирање тестирани се 872 основци и 380 средношколци.
Во Берово, според надворешните наблюдувачи и директорката на основното општинско училиште Дедо Илјо Малешевски, тестирањето поминало во најдобар ред. Тестирани се 496 основци. Денес во нашето училиште почна екстерното тестирање за учениците од 4 до 9 оделение. За денешниот ден од Берово и сите подрачни училишта се тестираат вкупно 386 ученици, распоредени во 2 смени. Учениците од подрачните училишта се тестираат во Берово и за истите е обезбеден превоз. Денешниот ден помина без никакви проблеми. Во средното општинско училиште Ацо Русковски во Берово денес тестирани се 190 средношколци. Во Делчево, во средното општинско училиште Методи Митевски Брицо, екстерното тестирање го поминале 120 ученика од прва, втора и трета година, а во двете основни училишта во Делчево 425 основци. Во општинското основно училиште Ванчо Прке од Делчево вкупно ќе бидат екстерно проверени 368 ученика, плюс 11 ученика од подрачното училиште од село Габрово и 17 ученика од подрачното училиште од село Звегор. Денеска се тестирани 170 ученика по повеќе предмети. Се протече во најдобар ред. Имавме 2 термини на тестирање. Трет термин со подрачното училиште од село Звегор и четврт термин со подрачното училиште од село Габрово. Екстерното тестирање во општинското основно училиште Свети Климент Охридски започна во 9:30 во предвидениот рок. Денес во Централното училиште имаме 149 ученика кои што се тестираат на втори. Останатите ученици во подрачните во село Град, во село Трботивиште и во село Разловци се тестираат таму на лице место, значи не доаѓаат во Централното училиште. Така што во подрачното училиште во село Град има 53 ученика денес за тестирање, во подрачното училиште во село Трботивиште 25 и во подрачното училиште во село Разловци 28 ученика. Во основното општинско училиште во Пехчево тестирани се 249 основци, а во Македонска Каменица 188 основци и 72 средношколци. Манастирскиот комплекс Еленец во село Цира, општина Македонска Каменица, во недела ќе биде збирно место на пензионерите од Истокот, кои ќе присуствуваат на 4-та поред манифестација Бабина баница. Учесниците според старата традиција подготвуваат баница под вршник, а пријавени се екипи од повеќе здруженија на пензионерите. Бабина баница е манифестацијата која 4-та година поред ќе ги собере пензионерите од Истокот на едно место. Општината Македонска Каменица и манастирскиот комплекс Еленец во село Цера се подготвени и годинава да организираат богата културно-уметничка програма, во која главна активност е подготвување на баница на стар автентичен начин. Според традицијата, баниците ќе се подготвуваат под вршника, пријавени се екипи од повеќе здруженија на пензионери. Богатата културно-уметничка програма, пропратена со кулинарски дел каде што имаме подготовка на баница и избор за најдобра баница, ќе значи масовно присуство на сите пензионери од Источна Македонија. Ја користиме оваа прилика да ги поканиме сите пензионери, но и сите останати кои што во недела на 7 јуни ќе бидат слободни да го посетат манастирскиот комплекс Еленец во село Цера, заради тоа што тоа прераснува во традиција и ќе биде еден од најмасовните собери на пензионери во Македонија. До сега за настанот кој што на 7 јуни ќе се одржи во селото Цера се пријавени околу 30 здруженија на пензионери, а очекувањата на организаторите се и 5 до 6.000 посетители кои покрај тоа што ќе може да уживаат во живописниот пејсаж и преубавиот манастир, ќе може да пробаат и од селската манџа подготвена по рецептот на старите мајстори. Ова е настан единствен по своето организирање во Републиката, бидејќи пензионерите имаат дружење, меѓутоа имаат и активности. До сега имавме 2 точки, кулинарски дел и забавен дел. Оваа година идеме уште една точка, ликовна колонија. Затоа ги повикувам оние издруженија што имаат во своите редови уметници, нека повелет, нека се јават да ја изведеме простор и одреден прибор за да можат да го искажат своето мајсторство. Оваа манифестација организираме во соработка со локалната самоуправа и други правни субјекти кои доминираат на општина Македонска Каменица. И оваа година, како и претходните години, представниците од манастирскиот комплекс, како и сите оние кои што сакаат да ја помагаат оваа иницијатива, ќе подготват манастирски оброк за сите оние кои што ќе бидат овде присутни и тоа преку нивните здруженија на пензионери може да се организираат да го добијат. Општината Македонска Каменица во текот на изминатите години со цел да ја направи оваа манифестација најмасовна од овој карактер во Источна Македонија, инвестираше во изградба на пристап
патниот пат, а годинава се изградени неколку летниковци во кои што ќе може да бидат сместени гостите ширум Македонија. Здруженијето за цистична фиброза во Македонија денес во Штип организираше хепенинг за подигање на свеста за ова заболување. Се работи за ретка, наследна, прогресивна и мултисистематска болест со која животот е тежок. Здруженијето за цистична фиброза во голем дел помага на заболените. Здруженијето за цистична фиброза Македонија во соработка со општина Штип и Црвен крст денес организира хепенинг за цистична фиброза, се со цел да се подигне свеста кај луѓето. Станува збор за болест која е ретка, наследна, прогресивна и мултисистемска. Најчесто се зафатени белите дробови, каде што предизвикува најмногу, да речам, животозагрозувачки компликации. Исто така цревата, црниот дроб, пак панкреасот, така да се работи за едно тешко заболување кое што е хронично, прогресивно и генетско заболување. Исто така спаѓа во групата на ретки заболувања и во Македонија моментално има 125 пациенти кои што боледуваат од цистична фиброза. Тоа е генетско заболување кое што се наследува автосомно рецесивно. Тоа значи дека двајцата родители треба да бидат носители на генот за цистична фиброза, а плодот, тоест детето, има 25% шанса да се роди со цистична фиброза, 50% да истото биде носител, но да не боледува и уште 25% да се роди потполно здраво дете. Сепак, како се манифестира оваа болест и каква е превенцијата? Моментално во Македонија не е достапна генетската терапија, но се цели истата да биде достапна. Со помош на таа генетска терапија драстично ќе се подобри квалитетот на живот на лицата кои што боледуваат од цистична фиброза, но во овој момент, како што кажав, истата не е достапна. Ова генетско заболување паралелно се јавува и кај женската и машката популација. Животот со ова заболување е тежок, но благодарение на ова здружение, лицата со цистична фиброза имаат огромна поддршка и помош. Не е лесен, затоа што уште од мали години се соочуваме со оваа состојба. Мора постојана терапија, мора да се води добра контрола, добра кондиција да бидеме, но најчесто доаѓаме до прифаќање од општеството, секој со своите согледби, светогледи. Генералната бројка на заболени од оваа болест е фиксна и се претпоставува дека 15% од населението е носител на генот за цистична фиброза. Болеста афектира многу органи во организмот. Третманот на оваа болест е многу скап и бара голема дисциплина. Во текот на наредната недела во општина Штип ќе започне повторно да се реализира програмата Општинско корисна работа, која е дел од владиниот проект промовирање на одржливи вработувања од оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2015 година. Проектот е финансиран од UNDP. На објавениот јавен оглас од страна на општина Штип за ангажирање на невработени лица евидентирани во Заводот за вработување за програмата Општинско корисна работа, за која беа потребни 10, се пријавиле 19 лица. Минатиот петок со сите пријавени било разговарано и извршена е селекција. Денес ќе се потпишуваат договорите за нивно ангажирање. Најверојатно од наредната недела те ќе започнат и ќе бидат работно ангажирани. Инаку програмата, односно нивното работно ангажирање ќе трае до 30 ноември, заклучно со 30 ноември. Ангажманот ќе се однесува за помош на лица со инвалидитет во домашни услови, а ќе има и кратка обука која ќе им послужи да им се објасни како тоа да го работат на вистинскиот начин. За таа цел во интерес на проектот општина Штип соработува со заедницата на здруженија на лица со инвалидитет. Кај пријавените корисници кои имаат потреба од помош, селектирани 5 лица ќе бидат ангажирани 6 месеци по 20 часа неделно, за што ќе добиваат 6200 денари. Исто така јавниот оглас содржаше и повик за медицински сестри кои ќе бидат вклучени во патронажната служба и за физиотерапевт. Големи инфраструктурни зафати се случуваат деновиве во Штип. Се санираат повеќе улици во градот кои до сега правеа проблеми на возачите и на пешаците. Во план е со асфалт да се покријат околу 40 км во градот и во руралните средини. Овие зафати општината ја чинат над 10 милиони денари.
Над 40 километри улици во Штип за краток период ќе се реконструираат и ќе се покријат со асфалт. До крајот на наредната година речиси ќе нема улица која нема да биде асфалтирана или бетонирана. Со вакви амбициозни најави искажани од градоначалникот на Штип, примариус магистер Илчо Захариев, стартуваше асфалтирањето на многу улички и улици, активност која во континуитет се одвива повеќе од еден месец. Градежната офанзива е присутна и видлива насекаде. Граѓаните воодушевено констатираат и даваат подршка да се продолжи со слично темпо. Се што се направи се е добро. Не е битно дали улица, дали парк, дали дрвце посадено, се е добро. Порно може да речеме овие година, две упорно се обновува нешто, се доградува нешто, важното може да речеме дека иде. Се е направено. Супер. Ви локална и сите локална градаш и градоначалник се труде, сите се трудат, сите гледаат да направат се подобро, се поубаво. Ја го сега асфалтират нови улици, оваа ја направија тоа дека одржават пастрамелијадата. Затоа те не направија. Чудна работа. Во Штип досега крпењето на улиците се вршеше инцидентно, најчесто неквалитетно и во период кога временските прилики не го дозволуваат тоа. Токму поради таквиот начин на санација, ударните дупки се намножија толку многу, што освен на автомобилите, по нив тешко беше и движењето на пешаците. Најкритични беа централните улици, каде што е и најголемата фреквенција. Сега состојбата се менува од корен. Тоа освен нашите, го забележуваат и возачите од страна, како што е примерот со оваа жена возач. Од каде сте? Од Скопје. Ви се допаѓа градот вака? Скопје живеам, али тука доаѓам секоја недела, многу не шетам, али сега за сега е супер. Како почнало од мерак, улиците се најважни. Улиците се беа катастрофа. Али сега слушам дека и отиња на коритото ќе се прави. Значи прекрасно. Асфалтирањето на улиците продолжува со несмален интензитет. Освен во градот, до крајот на летото се планира со асфалт да бидат послани и повеќе улички надвор од градот, во Чардаклија, Пухче, Долани и други села. За овие намени, општина Штип ќе издвои околу 10 милиони денари. Уставниот суд на иницијатива на Сдруженијето за заштита на животните Анима Мунди укина член од комуналниот ред на општина Штип со кој им се ограничуваа правата на станарите на зграда да чуваат кучиња. Сега станарите во колективните стамбени објекти може да чуваат кучиња колку што сакаат, се додека третманот на кучињата е според поставените стандарди. Во Штип најмногу 2 кучиња може да чуваат жителите во индивидуалните стамбени објекти, додека во стамбените згради чување кучиња во дворното место на зградата или во становите не е дозволено. Ова е членот на комуналниот ред на општина Штип, кој денес Уставниот суд го укина. Уставниот суд на иницијатива на Сдруженијето за заштита на животните Анима Мунди го укина овој член од одлуката за комунален ред на општина Штип, бидејќи смета дека на овој начин им се ограничуваат правата на станарите на зграда да чуваат кучиња. Укината е и одредбата за комунален ред на општината, да може да се чуваат до 2 кучиња во едно домаќинство, под услов да бидат регистрирани во ветеринарната станица и да бидат редовно вакцинирани. Според одлуката, сопственикот на кучињата е должен сместувањето и чувањето на кучињето да го уреди на начин што нема да пречи на мирото и спокојството на соседите. За таа цел, во одлуката е определено, како што се наведува, дека не е дозволено чување кучиња со кјут на постојано лајање и завивање. Според судот, нема властување ниту во наведениот, ниту во било кој друг закон во Република Македонија, кој го уредува прашањето по однос на третманот и бројот на домашни миленици и кучиња, кои може да бидат чувани во едно семејно домаќинство, се вели во одлуката на Уставниот суд. Утре напладне со подигањето на фестивалското знаме ќе започне јубилејното 30-то издание на Макфест. Со целосен настап во живо и со придружба на ревијалниот оркестар на МРТ, победникот ќе го изберат гледачите и жири комисијата. Штипјани очекуваат и квалитетна ноќна забава. Утре започнува еден од најстарите фестивали на македонски забавни мелодии, кој оваа година прославува 30 години од своето постоење – Макфест 2015. Годинава Макфест ќе се одржи од 3 до 5 јуни, традиционално во Домот на културата Ацо Шопов во Штип. Од организациониот одбор велат дека подготовките за негова реализација се во завршна фаза. До 30 јубилејно издание може да очекуваме нови 30 песни кои ќе влезат во ризницата на над 1000 песни што во 30 години ги создаде Макфест и се трајно азно на македонската забавна песна. 30 песни, 30 изведувачи, неколку бенда, неколку дуети. Предпоставуваме дека според она што го имаме како информација дека тоа ќе биде шаренолик стилски фестивал, очекуваме дека се ќе биде во најдобар ред за
самиот старт на ова 30-то издание на фестивалот. Оваа недела Штип ќе живее во духот на Макфест. Следните 3 дена, среда, четврток и петок, угостителските објекти ќе имаат продолжено работно време, односно ќе работат до 3 часот по полноќ. Граѓаните, како и вообичаено, очекуваат поголема раздвиженост овие 3 дена. Па мислам дека е добро да има еден фестивал таков. Ќе се осети некоја раздвиженост, некоја веселост, нешто ново ќе се слушне и то. Прекрасна манифестација. Како што е тргнато овака, може да продолжи без никакви проблеми. На секоја полуфинална вечер ќе настапат по 15 изведувачи, а само 9 од нив ќе влезат во финалето. Освојувачот на првото место ќе добија 10.000 евра, за второ пласираниот се предвидени 7.000 евра, додека трето наградената композиција ќе биде наградена со 5.000 евра во денарска противредност. Ги покануваме сите наши сограѓани, ги покануваме и сите они од источниот регион, па и пошироко да дојдат на Макфест и да дадат придонес во одбележување на 30 годишниот јубилеј на овој значаен фестивал на музика. Водители на Макфест годинава ќе бидат Маријана Станојковска и Марко Новевски. Оваа година ќе се гласа со SMS пораки кои 30% ќе влијаат во изборот на финалистите и победникот, додека останатите 70% ќе им припаднат на членовите на жирито, чии имиња се држат во строга тајност поради спречување на секакво влијание и притисок. Патнички брод со 458 луѓе потонал во реката Јангце во провинцијата Хубеј во Кина. До сега биле спасени само 10 луѓе, меѓу нив и капетанот, кој изјавил дека бродот почнал брзо да тоне бидејќи бил зафатен со големо невреме. Некои патници се уште се наоѓале во бродот и можело да се слушне како бараат помош. Парите што англиската кралица ги добива од државната каса се најдоа под лупа на јавноста, откако беше објавено дека граѓаните кои плаќаат данок наводно ја финансираат монархијата со околу 40 милиони фунти годишно. Кралицата Елизабета II секоја година добива околу 16% профит од имотот кој е во сопственост на британската круна. Грција планира да потпише меморандум за политичка поддршка на изградбата на гасоводот Турски тек на меѓународниот економски форум кон крајот на месецов во Санкт Петербург. Министерот за енергетика истакнал дека меѓу грчките компании постои голем интерес за изградба и користење на тој гасовод. Академијата Постолов Пандев го освои второто место на меѓународниот турнир во Подгорица, Трофеј Подгорица 2015. На овој турнир учество зедоа генерација од 2001 до 2006 година, односно повеќе од 75 екипи и над 1500 дечиња. Од Академијата Постолов Пандев се надпреваруваа генерацијата од 2003-2004 година. За прв пат од Академијата Постолов Пандев настапи 2005 година, за кој ова и е право искуство. Генерацијата 2003-2004 во финалето се надпреваруваа со фудбалскиот клуб Жупа од Никшич, каде што беа поразени на пенали. На меѓународниот турнир во Подгорица беа прогласени и најдобри стрелци и голмани. Од Академијата беа прогласени Ване Крстевски и Љупче Тасев. Познати се петте четвртфинални екипи на турнирот во Виница во чест на загинатиот капетан Кирчо Димитриов. Од група А во четвртфиналето се влезени екипите на Арама и Патриот, од група Б екипата на Максимус и од група Г екипата на капетан Кирчо Димитриов и Македонија Подлог. Денес ке се одиграт надпреварите помеѓу екипите на Општинскиот комитет ВМРО ДПМН против екипата на Карбинци, ЈП Кале против екипата на Максимус, Хипокс против екипата на Зрновци и Југококта Штип против екипата на Карбинци. Од денешните одиграни надпревари, уште 3 екипи ќе се вклучат во четвртфиналето. Инаку од денес за прв пат во турнирот ќе учествува екипата на Карбинци, која ќе одигра 2 надпревари. Овде е крајот на ова издание на Дневникот. Имајте пријатна вечер со програмата на Канал Плюс, а за повеќе информации посетете го нашиот веб портал kanalplus.mk.